Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Овој вторник, прв вторник во месецот, терминот на емисијата Здравје е посветен на здравата храна и здравиот начин на живот, а како што веќе знаете, секој прв вторник во месецот, конкретно првиот вторник во месец декември, и овој термин со мене во студиото на Радио Слободна Македонија и мој соработник и соговорник во здравје е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добар ден и ви благодарам што и овој вторник сте дел од здравје. Добар ден, ви благодарам и вам за поканата. Денеска ќе зборуваме за една интересна тема која има честа примена во животниот стил и исхраната на македонските граѓани и општо на луѓето ширум светот, и да разбиеме една дилема дали додатоците во исхраната, односно суплементите, е пожелно да се користат, односно консумираат или не. Во изминатите емисии пренесовме многу научни докази поврзани помеѓу храната и болестите, а конкретно во денешнава емисија да се осврнеме и на прашањето дали можеме да ја зајакнеме исхраната со суплементи и дали е тоа доволно за да се покрие консумирањето на нездрава храна. Така, постојат, кога зборуваме на оваа тема, суплементи, постојат, да речеме, две хипотези или две почетни предпоставки од кои што можеме да го разгледуваме оваа прашање. Првата е таа која што вели дека ние можеме да јадеме нездрава храна, ама со здрави суплементи да надокнадуваме и некако да ја оправаме работата, односно да дојдеме до некој поздрав, да надополниме и да дојдеме до некој навидум поздрав начин на живење. Втората теза вели дека ние можеме, нема потреба да земаме никакви суплементи, значи одиме сега во другата крајност, нема потреба да земаме никакви суплементи, дека здравата храна таква каква што е балансирана, целосно ја исклучува можноста употребата на суплементи. Мој став е дека и едната и другата теза докрај не се точни, тоа нели сега начелно ќе го објасниме на почетокот на емисијата, а подоцна и со научни студии ќе го потврдиме. Зошто првата теза не е точна? Ако ние не се храниме сеопшто здраво, односно ако пред се храниме со нездрава храна, не можеме да очекуваме дека неколку суплементи ќе ни ја задоволат потребата на телото од правилна храна. Значи тоа е неточна теза. Но и втората исто така, да речеме одење во крајност, цврст став дека никакви суплементи не се потребни и дека не може во одредени услови суплементите да му помогнат на нашето тело, и тоа не е точно, бидејќи науката покажува дека одредени суплементи, кај одредени болести, во одредени услови, може и тоа како да придонесат за подобрување на состојбата на нашите тело. Така да, некаде еве во средината да речеме дека е одговорот на прашањето, односно дека суплементите го имаат своето место. Меѓутоа, многу е важно човек да знае каде е точно тоа место и да не верува само на портали, да речеме, туку и малку вака стручно повеќе да се образува на научни докази, на научни докази да се основа употребата. На самиот почеток да разјасним и една друга дилема која често е присутна помеѓу популацијата, тоа е дали имаат иста вредност и исто значење за организмот витамините кои се земени преку таблети, односно шумечи таблети, други разноразни видови на таблети, и оние витамини кои ги консумираме преку плодовите, преку овошјата и зеленчуците. Имајќи во предвид дека често ќе слушнеме дека тоа е исто соединение, значи ист состав имаат, но постои ли разлика помеѓу вештачките витамини и природните витамини? Хемиски гледано, ако нели тргнеме како што најавивте, само таа проста гледна точка, едноставна, дека ќе компарираме соединение со соединение, така, нормално нема да видиме разлика од тој аспект. Меѓутоа се покажува дека
има разлика за тоа на кој начин се консумира и дали е преку растение внесено конкретно организмот, витаминот или преку суплемент, дека тоа му прави голема разлика на нашето тело. Зошто? Може би не е вистинскиот одговор само во суплементите, само во витамините. Бидејќи сега ние откриваме како наука, во последните 10-20 години, дека постојат една цела лепеза, илјадници на така наречени фитонутриенти. И тоа се супстанции кои што може би се и поважни од витамините во нашето тело. Се уште не знаеме докрај, бидејќи ги откриваме. И добар дел од нив не се ни испитани докрај. Ниту пак е проверено на кој начин влијаат и дали можеме да ги екстрахираме, да ги извадиме во суплементарна форма. Но тоа што е најдено со сигурност е дека најголем дел од нив пројавуваат така наречено синергистичко дејство. Што значи тоа? Дека 1 плюс 1 нема да биде 2, туку 1 плюс 1 ќе биде 3 или 4. Односно, меѓусебно, кога ќе се спојат во еден оброк, а тој еден оброк е едно овошје или едно парче зеленчук, природата така ги устроила работите да тие фитонутриенти меѓусебно си помагаат и постигнуваат многу посилен ефект кај нашето тело. Прашањето кое што го поставивте е важно и од друг аспект. Не само што мултивитамините не може да бидат безкорисни од оваа перспектива, туку се отвара прашањето дали не можат да бидат и штетни. Така. Например, еве знаеме дека Доколку се претера или доколку... И доколку се претера и доколку не се даде во вистински момент. Например, кај бременоста треба многу внимателно да се суплементира со железо. Железото не е наивен елемент кој што може туку така да се даде. Или, например, ако зборуваме за фолната киселина, исто кај бременоста ако зборуваме, фолатите може би е исто така добро да размислиме дали не е добро да ги зимаме од зеленчуците, од зелениот зеленчук, од листнатиот зеленчук. Да. Или пак евелененото семе, кое што толку многу пати сме го зборувале до сега. Нашиот најпознат да, производ, кој што многу пати сме го спомнувале. И ќе го спомнуваме во Да, бидејќи е здрав производ, но најдено е дека лененото семе го намалува холестеролот, но не и маслото од лен. Така да не е едноставно, не е од прва рака логиката кога се овие работи во прашање, треба да се испита, треба да се истражи преку научни студии и да се дојде до заклучок, но во секој случај се гледа таа една разлика помеѓу витамин земен од растение, од плод или од зеленчук, овошје, од една страна и од друга страна витамин земен како таблетка. Споменавте разлика. Како е утврдена таа разлика? Како научно е докажано дека е тоа всушност така, дека постои разлика од таблетите до витамините кои ги внесуваме по природен пат преку овошјата и зеленчуците? Еве конкретно зборуваме за мултивитамините. Так. Се разбира, начинот на утврдување е преку научни студии и правени се многу за среќа, барем за овој дел за мултивитамините, и сега еве би ги спомнал некои од нив најважните кои што ќе ни помогнат во тоа да разбереме од каде потекнува знаењето за мултивитамините или тоа што досега го зборувавме. Во 2011 година е објавена студија, така наречена Айова студија за здравјето на жените, и најдено е прв пат кога излезена толку голема епидемиолошка студија, најдено е дека некои од мултивитамините дури може да влијаат на зголемување на смртноста кај жените. Значи, тоа е прва студија со толку голема популација, велиме ние, медицински, која што дала еден загрижувачки резултат, дека мултивитамините може и да наштетат. Во 2012 година излегува нова студија после незе, тоа е познатата Харвардска студија за медицински сестри и за лекари, и таму е најдено пак дека на сите главни причинители за смрт, како што се срцев удар, мозочен удар или општо морталитет, мултивитамините немаат ефект. Значи, ова е втората студија од 2012. И во 2013 направена е конечно метаанализа, односно студија на многу претходни студии. Сите се собрани заедно и се анализирани и од прилика се опфатени 90.000
испитаници со оваа студија и финалниот заклучок бил дека нема ефект, дека мултивитамините ниту наштетуваат, ниту помагаат. И од тој аспект и самото тело кое што работи во Соединетите Американски држави, кое што е посветено на превенција, тоа е националното тело за превенција, доаѓа до истиот заклучок, дека нема ефект врз морталитетот, дали некој ќе живее подолго или не, од тоа од аспект дали прима мултивитамини. И сега тука го заокружувам одговорот на вашето прашање, но нагласувам дека ова се однесува на мултивитамините, не и на другите суплементи. Така, зборуваме за мултивитамините во форма на оние, да упростиме, шумечи таблети или разноразни таблети кои преку орална употреба се користат. Најчесто се раствараат или во чаша вода и така се земаат. Така, ќе се вратиме на мултивитамините веднаш по кратката пауза за реклами да објасниме зошто немаат ефект мултивитамините. Одиме со кратка пауза и се враќаме повторно со разговор во студиото со доктор Александар Митов. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Секој прв вторник во месецот, конкретно денеска, првиот вторник во декември, со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Денеска со доктор Митов зборуваме на темата дали е потребно да се користат додатоци во исхраната и суплементи и во која форма и на кој начин и кога всушност да се користат додатоците. Доктор Митов, во првиот дел од емисијата пред рекламите споменавте дека мултивитамините конкретно немаат докажан бенефит за подобрување на здравјето доколку се користат како суплементи и можно е да имаат и несакани ефекти врз здравјето. Дали научно е докажано преку студии кои вие ги презентирате на нашите слушатели поврзаност на користењето на мултивитамините со појава на одредено заболување? Токму тоа е загрижувачко, бидејќи знаете, нели, мултивитамините ги земаат луѓе кои што се грижат за своето здравје, кои што сакаат да придонесат за своето здравје. Значи, во секој случај, кои што не сакаат да си нашкодат на себе си. И за жал се поставува прашањето кое што токму сега вие го отворивте, дали е можно и да се наштети. И не само тој аспект, постои аспект на економска оправданост, бидејќи се смета дека тој пазар на мултивитамини во Соединетите Американски држави годишно достигнува некаде до 4 милијарди долари. Така да од повеќе аспекти го тангираме прашањето за нешто што навидум е нејасно дали е корисно или не, но, како што кажавте, има и научни студии кои што потврдуваат и обратно, дека одредени мултивитамини кога се земаат, можат да му нашкодат на нашето здравје. Ќе ја кажам таа студија која што е правена во Харвард и преку која е дојдено до тој заклучок. Имено најнапред било се тргнало од тоа дека и растителните влакна и јаткастите плодови е докажано дека додека се земаат доколку жените ги консумираат во период додека се во адолесценција, значи во првата и втората декада од животот, додека тогаш се користат во детство и во адолесценција, развиваат една подобра заштита и помала веројатност подоцна во својот живот да имаат рак на дојка. И научниците си го поставиле следното прашање. Во ред, можеби има нешто во јаткастите плодови, ако истото го земеме, го извадиме и го дадеме на пациентките како суплемент, како додаток на храна, дали нема да го постигнеме истиот ефект, односно дали нема да постигнеме ефект на подобра заштита од рак на дојка. Тоа било една доста голема научна студија од 35.000 испитаници, 35.000 жени вклучени,
И за жал, резултатите го сугерирале токму обратното. Односно дека одредени мултивитамини кога се земаат, може да го зголемат ризикот од рак на дојка. И сомнежот тука паѓа на два вида на суплементи. Прво се смета дека, според оваа научна студија, се смета дека фолната киселина треба да се зема внимателно, Така, не пречесто. посебно така. за бремените жени. Таму ја препорачуваме и тоа е во ред. Так. Но тие анализирале ако не се зема постојано, Так. во случај да се зема постојано. Ако се зема континуирано, според оваа научна студија се претпоставува дека истата може да води кон проблеми и за уште еден вид на додаток е најден тој проблем, тоа е за цинкот. Исто така се смета дека и тоа неговата поврзаност е правена преку други студии со ракот на простата. Е најдено дека и доколку и цинкот се претера во земањето преку суплементи, и тој може да направи проблем. Што сакам да речам, сакам потврдно да го одговорам вашето прашање, дека доколку суплементите се претераат и се земаат на своја рака, мислејќи дека човек ќе си помогне, може да се случи и обратното, и да си наштети, И да иницираат болести. и да иницираат сериозни болести, иако навидум земаат витамини и минерали. Така, значи не се секогаш витамините во неконтролирана количина добре доедени. Балансот на нашите тела е мошне деликатен. Мошне деликатно нашиот организам го одржува тој баланс на здравието. И тоа не е едноставен процес, тоа е процес кој што слободно можам да кажам дека ние и во 2016 година докрај го немаме разјаснето. Значи ние, иако можеме да ја сметаме науката за многу напредна, секој веројатно во своето време ја сметал науката за напредна, постојано така си мислиме и ќе си мислиме и во иднина, но тој баланс на човечкото тело докрај таа хомеостаза на ниво на клетки и на ниво на метаболизам, можеме да речеме дека докрај не ни е разјаснета. И затоа ваквите интервенции со екстра витамини, со екстра минерали, гледаме дека водат кон сериозни проблеми. Да не ги исплашиме малку слушателите дека Да. витамините се лоши, Не штетни. за сите, се разбира. Не за сите, туку малку и да се обратен осврнеме- пример можеме да дадеме. Да се осврнеме малку на и на позитивните ефекти Така од витамините, односно употребата на суплементите како додатоци во исхраната за подобрување на здравјето. Има ли витамини, има ли научни студии кои покажуваат конкретно некој витамин кој го подобрува здравјето? Еве, нели зборувавме во еден правец, Так. како што рековте, меѓутоа е докажано пак преку научни студии дека сепак постојат и витамини кои што е добро да се земаат и кои што имаат и тоа како придобивки за нашето тело. Така. Прво би го спомнал витаминот D и витаминот B12, но ќе ги разгледуваме еден по еден. Витаминот D, знаете дека има два начина него да го внесеме. Тоа е или преку сонце или преку суплементи, односно на некој начин да го Како консумираме. додаток во Како исхраната. додаток во исхраната. Витаминот D преку сонце, да, ние живееме во поднебје кое што е релативно добро Со изложено на сонце. Да. голем број сончеви денови во Така е. текот на годината. Дури и зимски денови не е чудо да се случи кај нас. Освен нели? ако нема магла и Да, загаденост. освен ако нема магла, но може да се случи и во декември и во јануари ние да имаме Еве сончеви денес денови. имавме вчера. Да. Со тоа што има едно прашање кое што не алудира на тоа дека не е битно само дали има сонце. Туку важен е и аголот под кој што паѓаат сончевите зраци. И затоа се вели дека нели како што поаѓа една линија преку по земјената топка од Кајро по северно нагоре, а ние спаѓаме во таа зона. Така. Во зимскиот период и да се сончаме во декември, џабе е, бидејќи аголот под кој што паѓаат сончевите зраци не е доволно добар за да покрене процес на создавање на витамин D во нашата кожа, во нашите тела. И затоа јас сум поборник, бидејќи науката ме упатила на тоа, дека во периодот од октомври до март е поволно, е паметно, е корисно да се зима витамин D. Значи за тоа има суплементи, има витамин D, витамин D2, D3, нема да навлегувам во тие детали, но сакам да кажам дека витаминот D кој што сега па се испостави дека е хормон, всушност, дека не е витамин, дека има низа на бенефиции за нашето тело и дека ја намалува, например, општата смртност,
дека низа видови на рак го намалува морталитетот, односно ја намалува смртноста од нив. Така што убеден сум дека за витаминот Д и тоа како уште ќе слушаме и нови работи ќе откриваме. Но витаминот Д мислам дека треба да се ординира, односно да се дава во зимски услови. Прво и второ, витаминот B12, особено за луѓето кои што се вегетаријанци и вегани. Зошто? Заради тоа што знаете, витаминот B12 природно не го создаваат ниту растенијата, ниту животните, туку го создаваат бактерии. Нашата храна е толку чиста, а особено ако не јадеме месо и млечни производи, ако сме вегани или вегетаријанци, начинот на внесување на витамин B12 е доста оскуден. Дури и ако го земаме, тоа што се нарекува достапност или колку може да се внесе, макар и да го внесете вие преку уста, телото не може да го екстрахира во цревата. Так, да го преработи, да го преработи и затоа е доста тешко да се внесе витамин B12 и затоа се препорачува витамин B12 да се зема на редовна основа. Особено ќе препорачам дека тоа дури и мора луѓе кои што се на веганска исхрана или на вегетаријанска исхрана, за нив има сериозни препораки дека треба да го земаат, бидејќи ако не земаат витамин B12 ќе имаат сериозни здравствени проблеми. Така, ќе направиме уште една кратка пауза и ќе се вратиме понатаму во продолжение со емисијата со останатите бенефити од користењето на додатоците, односно витамините во исхраната, за да го подобриме нашето здравје. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето, а секој прв вторник во месецот во Здравје со доктор Митов зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Тема на денешното издание на Здравје е дали е корисно да се користат додатоци во исхраната, односно суплементите во форма на витамини, дали по природна форма, како овошје и зеленчуци, да ги консумираме или има и дополнителен ефект користењето на витамините преку таблети и разноразни други форми. Доктор Митов, сега сме сезона на вирози, настинки, ќе почне и грипот да зема се поголем замав овој период. Тоа најмногу би ги интересирало и нашите слушатели, дали преку користење на додатоци во исхраната, односно витамини во форма на таблети, може да се зајакне имунитетот и кога е пожелно тоа да се користи, дали веќе кога ќе настинеме или извесен период претходно? Има начини да се заштити нашето тело на природен пат, односно да се поттикне природниот имунитет. И тоа да се постигне или преку исхрана, или преку одредени суплементи. Овдека да. Се знае и долги години веќе е потврдено дека имунитетот се зајакнува со така наречените медицински печурки. И тоа може да биде корисно за нивна употреба, зборуваме, во два случаи. Еве првиот, тој што вие го спомнавте, кога сме загрижени за нашето здравје, бидејќи е зима и бидејќи може да закачиме некој вирус, сега е периодот на вирози, така, да го зајакнеме нашиот имунитет, да не дојде до тоа. Или вториот момент, многу важен е човечкиот имунитет во борбата против малигните болести. Бидејќи малигните болести всушност ги спречува нашето тело, нашиот имун систем. Ние имаме клетки кои што се опремени да уништуваат малигни клетки. И од тој аспект тврдиме дека имунитетот е важен и кај малигните болести, но и кај настинките. И сега да одговорам на вашето прашање, да, кога сме кај суплементите или општо кај исхраната, медицинските печурки се едно од најупотребуваните
средства за поттикнување на природниот имунитет. Најупотребуван, ако веќе ги рангираме, е агарикусот, кој што пред се однесува на западните земји, да речеме, број 1 од аспект на помош кај малигни болести. Меѓутоа, најдено е дека има и ефект при спречувањето на вирозите. Да го објаснам сосема накратко механизмот за тоа на кој начин е утврдено дека печурките му помагаат на нашиот природен имунитет против вируси. Слузокожите кои што го обложуваат од внатре нашето тело, еве да речем, нели од надвор имаме кожа, но внатрешните органи ни се обложени со слузокожа. Таму има природен начин на одбрана на нашето тело и има еден имуноглобулин се нарекува, тоа е имуноглобулин А. И нашето тело го создава намерно во слузокожите, бидејќи тој се врзува за сите потенцијални патогени и на тој начин придонесува тие да не се фатат, да не се размножуваат, да не напредуваат во нашето тело и да не разболат конечно. Најдено е дека кога само еден оброк, една чинија и помалку од половина чинија, консумирање на наједноставните бели печурки што ги нарекуваат, односно шампиньоните, во текот една недела, дека дури за 50% кај тие испитаници било зголемено нивото на IgA, на имуноглобулин А во дишните патишта. И на тој начин се очекува дека тие луѓе се позаштитени од вируси. Дури и втората недела, откако престанале, една недела консумирале печурки секој ден шампиньони, наједноставните, најдостапните, и втората недела се задржало тоа високо ниво на IgA во слузокожите, и на третата недела веќе ефектот се губи. Што можеме да заклучиме? Можеме да заклучиме дека и тоа како, што јадеме е важно за нашиот имунитет, печурките помагаат, но не ни го решава проблемот ако јадеме еднаш во 2 недели. Односно, ако сега веќе зимскиот период сакаме да се заштитиме особено, има различни начини на консумирање. Денес ќе биде супа, утре ќе биде подварено, трет ден ќе ги додадеме со зеленчук. Сакам да кажам дека не мора да биде монотоно начинот на кој што ги консумираме. Може да биде. Но пожелно е секојдневно. Еве во овој период, особено ако сакаме да се заштитиме од вирозите, или пак јас ги препорачувам на пациентите кои што имаат малигни болести, на пациенти со кои што ги консултирам, со кои што ги советувам, а имаат малигни болести, јас дефинитивно печурките ги препорачувам на секојдневна основа, особено буковката, која што за среќа ја има кај нас и е многу силна во поттикнувањето на имуниот систем. Можеме тука уште многу да дебатираме. Имуниот систем е доста богата тема, но еве да сумирам, да кажам дека може да се поттикне имуниот систем со храната и со суплементите, и тоа најдобро го прават медицинските печурки. Еве, кога веќе почнавме со сумирање, дали може суплементите, односно додатоците во исхраната да имаат свое место во терапија за одредени заболувања. На крај едно резиме околу целата оваа емисија и ваш совет до нашите слушатели на што најчесто да обрнат внимание во исхраната за да се го подобрат собственото здравје. Луѓето треба да се пазат од многу митови кои што се поврзани со исхраната и кои што се многу застапени. Знаете, ова е популарна тема и многумина сакаат, еве така да се изразам, да се направат паметни кога е во прашање исхраната и да дадат некој совет. Меѓутоа треба многу да се биде внимателен кога се зборува за човечко здравје, бидејќи може на човек сериозно да му се наштети. Така да, сите генерални совети од типот на да се храниме како што се хранеле нашите предци. Мислам, тоа се навидум фрази, реченици кои што звучат многу примамливо, многу лесно, вака, убаво, природно. Меѓутоа, треба човек да се ослонува на науката. И затоа треба секој сам себе си да се пази од такви илузии. Но не живееме исти животен стил како нашите предци. Апсолутно. И тоа имајќи го во предвид. Дури и до степен на неспоредливост. Така да, многу едноставно, или здрава е суровата храна и точка. Добри се многу производи да се консумираат на таков, на суров начин, особено овошје и зеленчук, но не може се да се консумира на суров начин и особено не сите зеленчуци, бидејќи најдено е дека макар и мала термичка обработка и тоа како може да помогне. Така да,
советот мој би бил да не се подлегнува на генерални препораки, на толку општи препораки, да се консултираат стручни лица и суплементите да се свати дека имаат свое место, може да му помогнат на нашето здравје, но и тоа не треба да се прави на своја рака, туку треба да се добие како совет од лице кое што има медицинска наобразба и кое што го разбира овој процес. И да не се претерува. Во секој случај. И да се проба да се внесуват по пат на колку што е можно повеќе на исхрана. природен начин, преку овошје и зеленчук. Познавајќи ве, предпоставувам дека тоа е Тоа е мојот вашето став, да, резиме и да. вашиот став. Доктор Митов, ви благодарам за овие драгоцени и корисни совети кои ги споделивте со нашите слушатели. Ви благодарам и вам за поканата. Со вас се гледаме на почетокот од идната година, во првиот вторник од јануари. Ви благодарам уште еднаш за денешното одвоено време. Почитувани тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Никола Јовановиќ и Дине Вучков. Денеска сме вторник, 6 декември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје за актуелна тема од областа на здравството во државата. Наредниот вторник од 11 часот до 12 часот со мене Александар Динев. Имајте убав вторничен ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.